Скопје, Канкун, Дубај, Србија. Од јуни до декември преку високо заштитена комуникација се договарал транспортот на 700 килограми кокаин, купен од Колумбија, што требало да завршат на европскиот наркопазар. Американската ДЕА со шпанската и македонската полиција ја расплете мрежата на наркобизнисот на 6-члена група која требало да наплати 20 милиони евра од продажбата на дрогата. Актерката Силвија Стојановска е осомничена дека била помагач на нејзиниот сопруг Војслав Будисављевик, кој според истрагата е мозокот на меѓународниот транспорт на дрога. Стојановска е осомничена дека работела по ингеренции на нејзиниот сопруг, кој имал забрана за патување во земјите на Европската унија. Како дел од мрежата бил и братот на Будисављевик, резидент на Белгија. Откако биле договорени сите детали на преземањето на наркотичната дрога кокаин во Мадрид, Шпанија на почетокот на месец декември, пријавената СС по инструкција на незиниот сопруг ВБ направила резервација на апартман во Мадрид на име на неговиот брат ВБ и истата го платила со сопствена кредитна картичка. Исто така, СС во текот на месец октомври 2019 година отпатувала за Мадрид преку Софија за да во име на незиниот сопруг ВБ од НН шпански државјанин подигне износ од 10.000 евра, најверојатно поврзани со криминални активности на оваа криминална мрежа. За пратката преку океански да стигне од Колумбија до Шпанија на извесен капетан на брод, групата му платила 850.000 евра. Дрогата откако стигнала во Мадрид била складирана во магацин, се додека да се најдат купувачи. Братот на Будисављевик со уште други двајца шпанската полиција ги уапсила дента кога кокаинот го натовариле во комби за да го достават до следниот купувач. Војслав и Стојановска се уапсени во Скопје. Обвинетиот се појавува како сторител на кривично дело во една западноевропска земја, исто за истото тоа кривично дело, наркотична дрога кокаин, и е суден на затворска казна која што е издржна. За тоа време обвинетата не е судено, значи до сега не е позната како сторител на кривично дело. Покрај овие осомничени, во криминалниот ланец недостасуваат уште двајца, еден турски и еден грчки државјанин.